Здраво на сите и добро дојдовте во уште една епизода на вашиот омилен фудбалски подкаст Скратен корнер. Моето име е Кирил, а денеска заедно со мене е само Владко. Ама затоа ние двајца ќе се обидеме да ја направиме оваа епизода што е можно подобро. Здраво, Владко. Здраво, Кире. Како си? Што има? Одлично се справаме за Евро. Се радуваме на успесиве на пријателските надпревари на нашата репрезентација и полни сме со оптимизам сега за во недела. Се ептен блиско ни е европското. Така што загрејани сме. Можда ќе беше подобро да го гледавме од Букурешт и од Амстердам, ама ќе се задоволиме и со пред телевизор дома. Секако. Уште не знаеме како ќе се одвива целосно оваа епизода, а морам да признам дека темата за која што зборуваме денеска ми е веројатно омилена од сите епизоди до сега. Македонија е на европско првенство и на крајот на оваа недела го игра првиот надпревар. Првиот официјален надпревар на големо репрезентативно надпреварување. Летово репрезентацијата создава историски успех, а ние сме тука за да ви ги дадеме деталите за она што ќе се случува во наредниот месец на Европското првенство, официјално насловено 2020, иако се одржува во 2021. Па како за почеток на оваа епизода, да се загрееме со една мала ретроспектива на она што се случуваше до сега. Владко, како Македонија стигна до европско? Знаеме дека имавме еден неконвенционален пат, па би сакал да ги запознаеш гледачите малку подобро за оние што не се сеќаваат. Македонија на европско се квалификуваше преку Лигата на нации, односно нашата група Д, каде што бевме први во група со Ерменија и Лихтенштеин и уште една земја не ми текнува баш која беше. Бевме први и нели игравме концептот на Лигата на нации е 4 групи во А, Б, С и Д по рангирање нели по квалитет и во нашата група Д, односно Лига Д, бевме во група со Ерменија, Лихтенштеин и така уште едната земја што не ми текнува се името, не ме држите за збор. И четирите победници на овие групи играа во полуфинале, односно нели во измешан систем. Македонија играше против Косово во Скопје на арената Тодор Проевски, нели го гледавме заедно тој надпревар и успеавме да го совладаме Косово со 2:1. Потоа отидовме кај подобриот помеѓу Грузија и Белорусија, тоа беше Грузија. Игравме на гости во Тбилиси, таму ги совладавме нели 0:1 со погодокот на Пандев. И тоа е, мислам дека прв концепт на Евро што добиваат нели учеснички преку Лига на нации. Ние сме така директни учесници нели како од првиот концепт, како да го наречам. Немавме среќа во групата преку квалификации, бевме трети, што е историски успех исто за македонската репрезентација. Бевме позади Австрија и Италија, мислам, или Шпанија. Така му доаѓа. Како и да е, квалификациите за... Не, против Полска, извини, со Полска бевме. Против Полска, да, против Полска. Полска. За светско бевме со Италија, со Шпанија. Бевме последни, да. Не ни се погоди таа група, ама добра е Лигата на нации што ни даде како шанса со еден друг различен пат да се квалификуваме. Мислам дека и дури супер испадна што селекторот и репрезентативците се фокусираа на овој начин на надпреварување. Ја пројдоа групата, беа свесни дека се најдобрите реално од Лигата Д. И ни се погодија неколку ствари, успеавме да извадиме добри резултати против репрезентации што реално ако гледаме можеби не се кој знае колку силни, но најмалку се на наше рамниште. За Грузија особено зборам, немавме, тоест они немаа среќа што можеби нивниот најдобар играч не им
не им игра, Кватрашкелија, така се викаше, и тоа е тоа. Успеавме да стигнеме до европско. Сега, на европско, жребката одлучи да се најдеме во групата С, заедно со Холандија, еден од домаќините на ова европско првенство, Австрија, добро познат противник, и Украина, уште еден добро познат противник од изминативе години. Надпреварите од групната фаза се играат на 13, 17 и 21 јуни. Завршуваме 21 јуни во Амстердам со Холандија, а претходните два надпревари се играат во Букурешт. Сега од оваа група, вака по имиња, доста звучна, и играчите, и селекторите, и сето тоа, но можеби не баш најсилните генерации за овие селекции. Која од овие три репрезентации ја сметаме како најсилен противник? Или која ја сметаме како фаворит за првото место во групата? Барем според тебе. Според мене, според сите тоа треба да е Холандија, и според обложувалници, навивачи и аналитичари, според сите е Холандија, меѓутоа не знам како ќе се покажат на ова Евро. Сите играчи имаат долги сезони, и не дека тоа не е случајот и со Австрија и со Украина до некаде. Меѓутоа, не знам, нова генерација не се знаат толку добро, како што, например, репрезентацијата на Австрија. Според мене, мислам дека тие ќе бидат први во нашава група, и мислам дека тие ќе бидат најтешкиот наш противник, бидејќи имаат добро компониран состав од искусни и млади играчи. Сите играат во добри европски клубови, и искрено мислам дека да, ќе бидат први во група, и мислам дека најмалку ќе имаме шанси баш против нив, плюс дека е прв надпревар, плюс дека играат најтврст фудбал, пофизички, плюс имаме искуство, нели, два порази во групите за квалификации, од кои што едниот дома катастрофален. Поведовме 1-0 и, нели, изгубивме 1-4. Ништо не изигравме, најслабиот надпревар во цел циклус беше тој. Така што мислам дека Австрија ќе биде прв фаворит, според мене. Така, од тие два надпревари во квалификациите се примети дека некако не ни одговара играта на Австрија. Доста физички се нивните играчи, посебно оние што играат во Бундеслига, нели, Алаба до оваа сезона беше во Бундеслига, од наредната во Реал, што знам, Сабицер, Баумгартнер и еден куп играчи што се стварно многу добри професионалци. Така. Одлични играчи во Бундеслигата што играат. Ние можеби немаме квалитет со кој што може да се пофалиме како нив. Тие имаат некои, што знам, 18 играчи во топ 5 лигите во Европа, ние немаме ни близко до тоа. И да, тоа што го спомна дека е прв надпревар, можеби најмногу тремак имаат нашите играчи, бидејќи е прв да се пробие мразот. После натаму би било, верувам, полесно. Па тоа и ми е следното прашање: против која репрезентација најмногу би може да очекуваме бодови? 1-3 бода, колку и да е, се едно. Јас искрено мислам дека најмногу бодови може да бараме во Амстердам на третиот надпревар. Против Холандија? Да. Бидејќи трет надпревар може веќе Холандија хипотетички може веќе да биде пласирана, нема да го сваќа толку сериозно, може да одмарат некои играчи, што за нас тоа ќе биде од многу големо значење, нели, и плюс знаеме дека играме одлично со јаките репрезентации, како што беше Италија, кој изгубивме дома 2-3, па и на гости, нели, 1-1, со Германија веќе ги победивме. Поголем мотив имаме против појаки репрезентации, не дека овие другиве се слаби, Австрија и Украина, меѓутоа најмногу шансата може да бараме за бодови според мене во Амстердам. И очекувам дека ќе извадиме еден бод. Така. Да. И јас се надевам, искрено јас се надевам на бодови против Холандија. Можеби и од причина што ако ги добијат првите две, ќе сакаат да го избегнат, веројатно ќе сакаат да го избегнат првото место во групата заради тоа што жепката носи кон посилни противници. Можеби тука може да се надеваме на некој бод од
таа гледна точка, ама и не верувам дека, односно, не, верувам дека можеме и на целата репрезентација. Холандија излезе со прв состав, верувам дека оваа генерација може да извади некој, што знам, 1-1, 0-0, што и да биде. Ајвак, пошто фокус сепак треба да ни се нашите репрезентативци. Освен Пандев, кој што добро знаеме дека последниве 10-12 години е главен играч на репрезентацијата, кои се нашите клучни играчи на ова европско првенство? Да издвоиме некои двајца, тројца од кои што очекуваме да ја или да ја предводат играта или што знам, да имаат контрола во овој состав. Според мене главен ќе биде Адеми во средината на теренот. И Барди, снаоѓањето на Барди, бидејќи мислам снаоѓањето. Враќањето, како да го наречам условно, бидејќи нели отсуствуваше на овие два надпревари, пријателски беше тоа припремни. Ако нема некој посериозен ефект короната што прележа, мислам дека Барди и Адеми ќе бидат клучни во средината на теренот, бидејќи сметам дека таму сите репрезентации се најаки, сите противници, и мислам дека тука треба да истапиме како малце посериозен пристап да имаме. Аријан Адеми знае да покрива дефанзивно, без него не ја гледам репрезентација како би можела нешто да направи. Апсолутно, да. И на пријателски го видовме Алиовски како игра, како 180 минути цело време трча, покрива напред-назад. Меѓутоа, скаутите сите и на противниците се веќе добро запознани со Алиовски, игра во така добро познат клуб, нели, како што е Лиц. Нашата, како да наречам, шанса може да бараме преку некој играч од типот на Стефан Ристовски, десно, бидејќи често е занемаруван, меѓутоа има одлична кариера, одлични настапи за репрезентација, има постигнато и некој гол, така што десната страна, како што можевме да видиме на новите два пријателски надпревари, често беше одбегнувана, цело време почесто се одеше лево преку Алиовски, така што не знам дали е тоа проба или тактика или не знам што е на Морме, само тој си знае. Мислам дека шансата ќе бараме повеќе ќе биде инволвиран Стефан Ристовски по десната страна и Адеми во средина и Барди, како што реков. За Пандев сите се добро запознаени, за Трајковски, за тие играчи, така што така. Би се сложил со тебе особено околу последната констатација за Ристовски, па и за Адеми. И од причина не само поради тоа што нели имаат одлични кариери и се моментално во врвот на нивните кариери, двајцата се по 29 години, двајцата се имаат одлична сезона за себе, ама некако Стефан Ристовски баш кога доаѓаат оние најголеми предизвици, тогаш знае да блесне. Против Германија памтиме дека беше одличен, иако играше на десен стопер позиција, против Тотенхем во Лига Европа буквално не дозволи да пројде никој покрај него на втората утакмица и ги isfрлија Тотенхем. Со Спортинг Лисабон, оној куп надпревар кај што, ако не се лажам, беше и капитен на тимот кога го освоија, можеби му беше најдобра партија во дресот на, може да му беше најдобра партија можда и во кариера. Така не сум го гледал да изигра она жедно за успех. И претпоставувам дека ќе биде и клучен за Македонија на ова европско. И секако да не го испуштиме Елиф Елмас, кој што мислам дека со таа некоја пробојност, со офанзивниот дел би требало да го држи тој, да го контролира тој заедно со Пандев, или нормално. Добро, Елиф. Океј, а освен овие, кажи? Сакав да кажам дека Елиф веќе се наметнал како главен играч во нашата репрезентација и дека ќе биде добро и повеќе од добро скаутиран. Главниот фокус на противничките одбрани ќе биде токму Елиф и Алиовски, така што затоа избегнав од нив двајца. Така. Дали
вака од втор план, освен овие кои што се многу очигледни дека од нив очекуваме големи перформанси на европско. Дали некој од останативи играчи го гледаш како потенцијален блесок да има на ова европско првенство? Може би баш тука да ја лансира кариерата нагоре од наша репрезентација секако. Не знам кој колку шанси ќе добива и какви шанси, нели? Мислам дека Дарко Чурлинов има одлични шанси, као игра во сериозен клуб кој што е Штутгарт, плюс имаме недостаток на напаѓачи, као заради повредата на Несторовски. Мислам дека тој, ако добива повеќе шанси, може да направи некој, нели, потек што ќе биде game changer или нешто. И мислам дека Маријан Радевски, ама не верувам дека ќе добие шанса, мислам дека тој треба да не мотивиран, бидејќи единствениот, мислам, освен Муслиу и што игра во Македонската лига. Освен Бейтулај, да. Само тој Бейтулај. Да, не Муслиу, Муслиу игра во Унгарија. Да, за Екзам Бейтулај, мислам. Така. Може да го спомнам тука и ова е чисто како, ајде да кажеме, hot take. Предпоставувам дека е време, време е за можеби Аврамовски да добие малку поголема шанса. Имаше одлична сезона во Кајсериспор. Знам дека Кајсериспор не се на врвот на табелата од Турција и сето тоа, ама играч кој што има уникатен стил на игра. Знаеш, знае да шутне од далеку, многу сличен во стилот на Барди, малку повисок, многу добра лева за слободни удари. Го видовме сезонава, мислам дека има 3 или 4 гола за Кајсериспор од слободен. Така што на 25-26 годишна возраст Цујо можеби треба да добие шанса малку поголема во репрезентацијата, иако не мислам дека тоа ќе биде на европско како прво тимец, тоа сигурно. Јас сакав да го кажам, сакав да го кажам, го гледам, имаше одлични игри во Вардар, го пратев често, од кога отидов во Кајсери, само вака по портали ако излезе некоја вест, не ги гледам Кајсери, не можам да се правам сега дека ги гледам. Меѓутоа успев да го влезе сега, нели, на втората против Казахстан, на вториот пријателски, не ме импресионираше. Дури можеби преголеми очекувања имав и од него да направи нешто, со играч повеќе бевме, меѓутоа не ми остана некој впечаток, што не можам да го донесам мојот заклучок заради тие 20-30 минути, нели, меѓутоа апсолутно, да. Ме радува што гледам повеќе нови лица во репрезентацијата, што не како порано. Баш тоа. Да, баш тоа ме радува што на ова европско патуваме со 11 или 12 играчи од оној состав кој што се пласираше на европското првенство за 2017 за играчи под 21 година, и тоа е сериозно добар, мислам, одличен момент во македонската фудбалска историја, бидејќи една таква генерација продолжи заедно да игра, продолжи заедно да се гради. Гледаме дека Тихомир Костадинов од сите тие играчи веќе добива сериозна шанса кај Ангеловски последна година. Насобра некои десетина настапи овие две години. Можеби од него очекувам добра минутажа на европското. Така што имаме секоја причина да бидеме оптимисти, бидејќи немаме што да изгубиме. Да, имаме секоја причина да бидеме оптимисти, меѓутоа да намалиме со очекувањата и со притисокот врз фудбалерите, пошто мислам такви сме како народ, сите како и за ракометари, и за било што, за кошаркари, како се возбудуваме, ајде и на првата пречка како ако не успееме да победиме против Австрија, одма незадоволство, одма се разочарани, како доволен успех и ова, не треба тука да застанеме, меѓутоа како што имаше само што, нели, како што го спомна Еврото 2017 во Полска, како се квалификувавме, освоја еден бод како нашите репрезентативци и како одма плукање, зашто отидовте, не знаете ова, не знаете она, едва еден бод и така натаму. Мислам дека ќе биде истото и со нашите сениори, со А репрезентацијата, истиот пристап ќе го имаат, нели, навивачите, како односно публиката in general, како не дај Боже да не успееме нешто и одма, вака, така, мислам дека тоа е преголем притисок и врз играчите и премногу лажна надеж се даваме. Аутсайдери сме во секаков смисол на ова европско.
заедно со Унгарија, меѓутоа Унгарија дека во најтешката група, ние сме најслабо рангирана нели нација Да. од сите овие што се квалификувани на 65-то место. Пред нас е Финска, мислам дека 62 или така. Така. И мислам дека со Така, право, да. со право се тие, да, дека сме подобри од тоа што не замислуваат другите, да, меѓутоа дека противниците се подобри од тоа ние што ги замислуваме или ги омалуважуваме како абе кои се тие, Да, се сериозни апсолутно. репрезентации со сериозни играчи, мислам дека баш во недела на отворањето ќе ни дојде првиот на реалити чек, као шамар од реалноста што се вика дека не се другите толку слаби кој што ние ги сакаме да си мислиме дека се. Не, апсолутно. Ние одиме на ова првенство со полни со репрезентативците одат на ова првенство полни со гордост поради тоа што се пласираат таму. Меѓутоа очекувањата за нив се само да ги одиграат овие 3 надпревари достоинствено и ништо повеќе. Мислам, искрено не би сакал да ставам притисок дека не знам треба да се вратат со бод од надпреварот против Украина или со 3 бода против Холандија, пошто Холандија излегла со трет состав. Тоа нема никаква логика. Свесни сме кои сме, свесни сме дека пред 3 години немавме никаква шанса да стигнеме на било какво надпреварување и успеавме да излеземе од лигата Д, каде што знаеме дека се наоѓа дното на европскиот фудбал. Океј, одиме нагоре, ама очекувањата би требало да се тие. Можевме да излеземе и од С, ама не знам, тактизирање некој беше и да. Тоа за други епизоди, други емисии. Така, ајде за крај, пошто баш таа тема ја почнавме, за крај уште да одговориме двајцава што би било реален дострел на Македонија за ова европско првенство. И од резултатски аспект, а и од аспект на како ќе се вратат дома, односно дочекот што ќе биде од македонската публика. Реален дострел за мене, мислам дека 1 до 2 бода максимум реален дострел со сакам да имаме 9 бода, меѓутоа јас сум оптимист дека ќе имаме 4 бода негде, нели една победа, една нерешена и еден пораз. Не е битно редослед на надпреварите, меѓутоа реален дострел мислам дека 1 до 2 бода максимум за нашата репрезентација. Не кем да звучам песимистички, меѓутоа тоа е реалност. Па многумина не ни даваат ни 0 бодови ни даваат како. Овер-андерот мислам дека во спортските обложаници 1,5 поен, како 1 бод. 1,5 бод, повеќе или помалку, така што истото јас сум тука на тоа мислење. За мене тоа е оптимистичко предвидување. Исто и јас би рекол, сакам, очекувам и реален достал. Сметам дека е да се вратиме со 1 или 2 бода. Ако тоа ни носи пласман на третото место и добра шанса за излегување натаму во нокаут фазата, бидејќи нели двете најдобри третопласирани репрезентации ќе одат натаму во нокаут фаза, супер. Ако не ни носи исто така супер, ама битно е дека кога ќе се вратат фудбалерите од ова првенство, веројатно и малку подобри услови ќе имаме тука за да ги пречекаме и достојно да ги пречекаме во Скопје. Тоа е мојот реален дострел за првенство. И да покажат одлични игри, ќе бидат сигурно под надзор на добри светски скаути, така што еврото е уште една, нели, отворена врата за повеќе таленти од наша држава да бидат забележени на фудбалската мапа. Така, можеби да сменат клуб и да отидат па сите им посакувам да играат во топ 5 лиги, пошто заслужуваат. Добри играчи се повеќето од нашата репрезентација. Тука сме при крај. Ватко ја завршивме оваа епизода на Скратен корнер. Нешто последно да порачаш имаш? Имам напред Македонија само тоа. Напред Македонија. Тоа е тоа. Да, истата порака и од мене, напред Македонија, бодрете ја на европското, гледајте на нас со Скратен корнер, бидејќи планираме да сме редовни во текот на европското да ви известуваме за она што се случува. Очекувајте нови епизоди и уживајте во викендот. Тоа е тоа, бидејќи епизодава ќе излезе во тек на викендот. Со оваа специјална евро епизода на Скратен корнер се одјавуваме. Peace.